Се отстранува една од црните точки на патот Кочани-Виница. Мостот кај населбата Оризари беше ноќна мора за возачите од цел регион и место каде полициските билтини испишале многу сообраќајни незгоди. Наскоро ова треба да биде минато, зашто конечно започна комплетна реконструкција на улицата Гоце Делчев, која е во вкупна должина од 1500 метри. Ке се заврши спојувањето на сега што го реконструираме делот на регионалниот пат што влегува од Виница према Кочани. Со тоа ќе биде фактички регулиран еден нов модерен влез во село Оризари, со што ќе бидат избегнати сите проблематични делови од стариот влез кај што имаше голем дел на сообраќајни несреќи. Во меѓувреме, освен асфалт, се работат и други градежни зафати на овој дел во Оризари. Веќе се во фаза на изградба и тротоари од двете страни на улицата, во ширина од по 1,5 метар и од левата и од десната страна, кои ќе бидат постелени со бекатон плочки. Исто така ќе се веќе започнато и во најскоро време во овие денови ќе се заврши и со улично осветлување, модерно улично осветлување на овој дел. Овие градежни работи се во вредност од 260.000 евра, пари кои општина Кочани ги обезбеди како грант. Одовде, машините продолжуваат на улицата 14-та бригада, која е една од најлошите улици во градот. Ке се дојде до гребење на асфалтот и поставување на нов слој асфалт во должина во дебелина од 5 сантиметри. На тоа улица ќе имаме и обновување на подпорни ѕидови. Доколку временските услови дозволат, овие реконструкции ќе завршат за 10 дена.